За безпрекорно и навремено снабдување со електрична енергија на сите потрошувачи потребни се инвестиции во нови технологии, опрема и кадар, со цел да обезбеди безпрекорно и навремено снабдување со електрична енергија на своите потрошувачи. МЕПСО постојано врши осовременување и надградба на сопствениот систем. Компанијата, која е во државна сопственост, врши непречен пренос на енергијата низ високонапонската мрежа, управува со електропреносниот систем и обезбедува редовен и навремен ток на електричната енергија до своите потрошувачи, и тоа директни како што се Бучи Мокта, Макстил, ArcelorMittal, Усија, Југохром, Фероалојс, Скопски Легури, Феми Индустрии, Македонски железници, но и до нисконапонската мрежа на операторот на дистрибутивниот систем ЕВН Македонија, од каде се снабдуваат сите останати фирми и домакинства. Од друга страна, пак преносната мрежа со која оперира МЕПСО ја прифаќа целата електрична енергија што ја произведува најголемиот производител во земјава Елем и сите други приватни капацитети поврзани на преносната мрежа. Воедно МЕПСО преку интерконективните далноводи е поврзан со соседните електроенергетски системи на Бугарија, Грција, Косово и Србија. Токму преку граничните далноводни врски овозможуваат регионална размена на електрична енергија и зголемена доверливост и стабилност на електроенергетскиот систем. Под своја надлежност има повеќе од 50 трансформаторски станици и мрежа од над 2200 километри. Мобилните далеководни екипи во континуитет работат на проверки и контроли и одржување на повеќе од 7000 столбови, на кои се поставени далноводите кои работат под 400 и 110 киловолтен напон. Ова е една од многу значајните инвестиции во овој регион, бидејќи МЕПСО ќе ги подобри техничките карактеристики на преносната мрежа и на самото напојување во Скопското конзумно подрачје. Последната и можеби една од позначајните инвестиции за потрошувачите во Скопје е набавката на нов енергетски автотрансформатор кој е инсталиран во трансформаторската станица 5 во Бутел. Оваа електроенергетска постројка е од огромно системско значење, бидејќи преку неа енергијата што доаѓа од север влегува во Македонија. Токму поради нејзиното системско значење, МЕПСО во континуитет посветува големо внимание и средства за нејзината модернизација и доверливост. АД МЕПСО превзема се со цел подобрување на напонските прилики во Република Македонија. Во овој случај во Скопското конзумно подрачје ќе добиеме еден сосема нов квалитет во снабдувањето. Новиот енергетски трансформатор од 400 на 110 киловолтно ниво е најсовремениот производ кај технологијата на енергетски елементи. Наменет е за надворешна монтажа, трифазен во маслена изведба, јадрен тип со регулациона преклопка под оптеретување. Произведен е во Загреб од страна на светски познатата фабрика Кончар, која е дел од големото семејство на Сименс. Во оваа трафостаница Скопје 5 во функција ќе бидат два трансформатори со моќност од по 300 мегаволт ампера и со можност за автоматска регулација на напон под товар. Тоа е многу значење, бидејќи ќе имаме два трансформатори кои ќе го регулираат напонот на 110 киловолтната напонска страна и ќе имаме стабилни напонски прилики во оваа конзумно подрачје. Во изминатите 30 на дена беше направена демонтажа, префрлување и монтажа на 3 трансформатори, операција која одеше вака. Тимот на Сименс извади дел од елементите на еден од двата трансформатори во станицата Скопје 5. По комплетна проверка со направени сите неопходни анализи и проценка за преостанатите работни часови. Со сите своји делови овој користен трансформатор е пренесен во станицата Скопје 4 крај населбата Пинтија. Комплексна операција на маса за транспорт од 145 тони, која во себе собира масло од дури 48 тони. Истата ја изведе стручен тим на Загреб Транс, компанија специјализирана за специфични и тешки товари, преку системско поместување со хидраулични двигатели кои издржуваат товар од над 1000 тони. Постапка која по трансформатор со демонтажа, извлекување, транспорт и монтажа на сите делови траеше 9 дена. По комплетирањето се постигна освежување на мрежата во јужниот дел од Скопје која ја обслужуваше трансформатор кој е во функција 38 години. Но иако стар, отстранетиот трансформаторот постоечкиот фундамент има уште многу преостанати работни часови и нема да биде однесен во отпад. Напротив, целиот е темелно тестиран, пошто се заменети застарените делови и е сместен на нов фундамент каде ќе се чува за резерва. На тој начин се ослободи простор за инсталирање на новиот автотрансформатор во станицата од каде со енергија се снабдува поголемиот дел од метрополата и кој паралелно со постоечкиот автоматски ќе го регулираат напонот во постројката. Експертите велат дека сега е исклучена и најмалата можност за испад по системот кој би предизвикал прекин во напојувањето на потрошувачите.
Вредноста на оваа инвестиција е 2.700.000 евра и представува една од позначајните инвестиции кои што АД Мепсо ги превзема во текот на 2013-2014 година. Инвестицијата е направена бидејќи стариот преместен на нова локација со чисто механички систем базиран на техника која е од постара генерација, без користење на сметочи и апликативен софтвер. Управувањето му е мануелно и има редуциран сет на информации, за разлика од новиот систем кој дава детален увид во работењето на станицата. Целта е, како што кажав, подобрување на напонските прилики, зголемување на доверливоста на системот, а со тоа на краиштата едно квалитетно снабдување со електрична енергија на крајните потрошувачи. Магнетното јадро на инвестицијата вредна 2,7 милиони евра е направено од високо квалитетен ладно-валан ориентиран челичен лим со додаток на силициум, материјал кој не старее и со висока пермоабилност, целосно ласерски обработен при што трпи многу мали загуби. Намотките се направени од високопроводен електролитички бакар со чистота од 99,9%, изолиран во хартија од чиста целулоза, поседува и стабилизирачка намотка во затворен триаголник. На барање на инженерскиот тим на Мепсо, трансформаторскиот сат е од затворена конструкција со заштрафен поклопец кој е направен од челични плочи со висока издржливост на истегнување. Тоа значи дека главното тело на садот, запивките и заварените споеви кои доаѓаат во допир со маслото, загреано на температура од 1000 степени Целзиусови, ќе обезбедат херметичка непропустливост. Вентилите се со дискови кои се отвараат во насока обратна од стрелките на часовникот и треба да функционираат безпрекорно и покрај температурната разлика однадвор и на загреаното масло внатре. Трансформаторот содржи 48 тони високо квалитетно масло кое ги има најдобрите карактеристики: минерална, инхибирана трансформаторска течност од највисоката категорија, која во својот состав нема полихлоринирани бифенили. Одав системот составен од топло поцинкувана опрема е задолжен за разладување на трансформаторот. Има два блока наладилници, при што ако има испад од погон на едниот систем, нема да се предизвика зголемување на температурите над дозволените вредности. Регулациската преклопка работи под оптеретување и тоа во двете насоки на протокот на електрична енергија, проектирана да ги има највисоките својства и квалитет, при што ќе издржи варијации на напонот на високонапонската мрежа во распон од 370 до 420 киловолти. Од двете страни на трансформаторот поставени се порцелански проводни изолатори од кондензаторски тип со масло хартиена изолација, без интегриран проводник, за да може лесно да се отстрануваат. За безпрекорно функционирање оваа инвестиција од најновата технолошка генерација е опремена со повеќе заштитни мерни индикаторски уреди. На главниот сат, како и на сите прегради, инсталирано е бухол цреле. Во комората на теретната преклопка пак има прекинувач кој се активира на газ. Термометарот е со најмалку 4 нагодливи контакти монтирани во командниот ормар со контрола на ладење, аларми и исклучување. Поседува чувствителна сонда која е поставена на капиларна цевка поврзана со скалата на термометарот. Покрај специјалниот тим на Мепсо, ротацијата на енергетските трансформатори ја следеа и контрола вршеа и професорите од Факултетот за електротехника и информациски технологии, како и самиот производител. Според експертите, автотрансформаторот со нарачаната опрема идеално се вклопи во системот за мониторинг на станицата која е опремен со нумерички релиња од General Electric и SCADA. Сега, како што се гледа тука, се работи на ожичување на мониторингот ормар, кој заедно со новата SCADA која е во функција во оваа трафостаница ќе обезбеди автоматско управување со овој трансформатор. Инсталираната опрема, која чинеше 1.800.000 евра, овозможи наместо на застарена механичка табла, состојбата на системот да се следи преку компјутер со помош на најсовремен софтвер. На тој начин се доби комплетиран систем кој го решава непрекинатото напојување на опремата, со безпрекорен надзор, заштита и управување на 110 киловолтната постројка. Сега во реално време се следат сите испади, аларми и дефекти, како и сите погонски и електрични мерења во Скопје 5. Покрај локално, преку SCADA системот овозможено е автоматско управување со примарната опрема на постројката и од Националниот диспечерски центар.